На производителите на лебно жито им одговара пченицата да се откупи по 12 денари, но през сметките им ги матат мелничарите кои нудат откуп од 8 или 9 денари за килограм. Од Сојузот на земјоделци велат дека ако и понатаму се продолжи со ваквото третирање на оваа стратешка култура, таа еден ден ќе исчезне од полињата во Македонија. Мелничарите биле доследни вчера на своето барање меѓу 8 и 9 денари. Реална цена под 12 денари не смее да биде. Затоа што од кога почна мелничарите да ја креат политиката за производство на пшеница и да се ориентираат исклучиво кон увоз на пшеница од Србија, ние од 130.000 хектари под оваа култура дојдовме ланската година сигурно се околу 70. Прогнозите на агроекспертите и земјоделците за годинешнава реколта на пченицата е дека ќе биде една од најлошите во последниве години. Сега надежите се свртени кон подсекторската група за жито што ја формираше Министерството за земјоделство. Сметаат реалната цена не смее да биде под 12 денари. Со 12 денари ние ќе покриеме сте трошоци, се разбира тие што ќе има добар принос. Со 2,5 тона пшеница не се покрива трошоците. И 12 денари. И 15 да биде, пак не се покрива трошоците. Ако добиеме 3 тона, ќе бидеме благодарни. Да покриеме нешто барем од тие трошоци што се прати со механизација, тенако за гибриво, за семе и заштита на растенијата од болести и штетници се отправили, да не стане возможно, затоа што тие трошоци се огромни. Нема договор, ќе има уште еден состанок за да се договори цената за откуп на пченицата. Очекуваме со посредство на владата да се изнајде решение од кое ќе бидат задоволни производителите и мелничарите, вели Ефтим Шаклев, председател на Асоциацијата на земјоделци. Според наши прогнози, цените ќе се движат од 8 до 9 денари. Пченицата ќе се откупи во целост, во зависност од квалитетот, но ќе се прецизира во зависност од моменталната состојба на цената на пченицата на околните берзи, што значи може да се покачи или намали, е ставот на мелничарите за откупната цена на пченицата, кој денеска ги контактираше Ирис телевизија.